Колешке, благодарам за репликата. Мораме да признаеме дека и јас и вие не сме медицинари, но мислам дека можеме да го читаме извештајот од Државниот завод за ревизија онака како што тие го констатирале. Велите, спомнувате за 2012 година и спомнавте некое лице. Тука направивте голема заблуда и, по кавадаречки кажано, утка. Значи, тој не бил директор тогаш. Втора работа, во 2012 година, за оваа 2012 година, Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, на анкетната комисија, кажа, дали ме слушате, дека имало дело и дека за тоа прашање треба да го упатите, вие треба да го упатите до јавниот обвинител дали е постапено или не е постапено. Само едно ќе ви кажам, колешки. И тогаш, и сега, мора да има име и презиме. Мора да го расчистиме ова до крај. Сега, ако се враќаме до 2008 година, со тоа давате сигнал и ја насочувате дискусијата во друг правец. Станува збор во извештајот за Законот за јавни набавки, бидејќи земале на реверс, Фондот за здравствено осигурување троши милионски средства и не станува збор за 100 денари реверс, него реверс со кој што е оштетен и Фондот за здравствено осигурување. Тоест оштетен директно или индиректно буџетот на Република Македонија. Ако го погледнете добро извештајот од Државниот завод за ревизија, во точка 4.3, користење на средствата согласно законските прописи. Ова што сега го спомнав, Законот за јавните набавки. Вака вели, при увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација на постапките за јавни набавки, спроведени во 2020 и 2021 година, а по кој во годината предмет на ревизија од оваа сметка преземни се обврски во вкупен износ од 341 милион 27 илјади денари, извршивме ревизија на 13 постапки за јавни набавки, со кои се офатени повеќе од 85% од преземените обврски. При што, колешке, констатирано е во одлуките за јавна набавка не е дадено образложение за потребите од набавката што не се во согласност со член 77 од Законот за јавни набавки. Понатаму, во 3 постапки за јавна набавка, од кои 2 се однесуваат на набавки на онколошка медицинска опрема, а една за надградба на системот за запишување и верификување на радиотераписки третман и надградба на уредот за брахитерапија, согласно кои преземени се обврски во износ од 47 милиони 110 илјади денари. Констатиравме дека предметот на набавките не е делив, а поради софистицираноста на опремата во техничките спецификации се наведени повеќе поединечни ставки, компоненти од кои истата е составена. Овие ставки, компоненти не се опишани на јасен и недвосмислен начин. Не се опишани, а требало да бидат опишани. Иако се вели понатаму, во техничката спецификација секоја ставка, компонента е наведена поединечно во тендерската документација, во делот на финансиската понуда се бара економските оператори да достават групна цена без да се наведе поединечна цена за секоја ставка. Колешке, Драгица, класично прекршување и изигрување на Законот за јавни набавки. Државниот ревизор, кој што, еве сега, не планирав ова да го кажам, но морам да го спомнам, на брилијантен начин ги опишал неправилностите во делот на Законот за јавни набавки. Јас лично сум учествувал или сум бил присутен на неговите трибини, семинари, предавања и во делот на Законот за јавни набавки, во делот на пописот, во делот на трошењето на буџетските средства. И тука не се сомневам во неговиот извештај. Затоа ви велам, читајте го извештајот.
Тоа што било во 2012 година, треба да го прашаме јавниот обвинител до каде е таа постапка. Контра